Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за генетски трансформирани растенија. Во ред, и да започнеме. Значи, овде имаме една машка и една женска единка, кои создаваат полови клетки преку мејотски клеточни делби. Во самиот процес на мејоза имаме еден процес кој се нарекува crossing over, кој ни овозможува добивање на нови секвенци на ДНК. Односно, се реаранжира веќе постоечкиот генетски материјал. Односно, имаме рекомбинирање на ДНК. Сега, добиваме нови полови клетки, кои може да се фузираат и да дадат зигот. Тој зигот понатаму ќе се развие во даден организам, кој што кога ќе постигне полова зрелост и тој самиот ќе подлежи на мејотски клеточни делби, така и ќе создаде полови клетки кои исто така ќе имаат рекомбинирана ДНК и така натаму и така натаму. Во ред. Значи и во природата имаме рекомбинирање на ДНК преку овој процес на crossing over. Исто така има и некои други начини. Но, ние можеме да правиме рекомбинирање на ДНК во лабораторија. Во ред. И при тоа можеме да внесуваме најразлични гени или секвенции од ДНК од кој било жив организам во кој било друг жив организам. Сега ние овдека, бидејќи ова е култура на растителни ткива, стриктно збориме за растенија, и затоа ќе речеме дека во една растителна клетка можеме да внесеме гени од некој растение кое е од ист вид или пак некој растение кое е сосема некој многу далечен вид, така таксономски далечен вид од растението домакин. Може да внесеме гени од бактерии, може да внесеме гени од габи, од животни. Во ред, значи немаме ограничување. Ген си е ген, без разлика од кој жив организам доаѓа. На тој начин ние можеме да ја рекомбинираме ДНК. Односно, генетска трансформација е контролирано внесување на ДНК во геномот на клетката домакин. Во овој случај клетката домакин е растителна клетка. И експресијата на тие гени кои сме ги внеле, односно таа ДНК која сме внеле, и таа исто така да се наследува. Така, за џабе ние ако внесеме парче ДНК кое не се наследува. Така тоа ќе треба постојано да го внесуваш. Сега, ако тоа сме го направиле, значи сме внеле парче ДНК кое се експресира и се наследува, значи сме добиле генетски трансформирани растенија кои исто така се нарекуваат трансгени растенија. Во ред, да видиме сега како оди општата постапка за добивање на генетски трансформирани растенија. Првично го идентификуваш генот од интерес. Во ред, кога ќе го одредиш генот од интерес, ти треба да го изолираш тој ген и да го клонираш, така да добиеш повеќе копии од тој ген. Кога ќе добиеш повеќе копии, го внесуваш генот во клетката, нели во која сакаш да го внесеш, тој треба да се експресира и треба да извршиш понатаму регенерација на растението. Или, симплифицирано, тоа би изгледало вака. Например, тука имаш некоја бактерија, така која има ДНК и овдека го има генот кој ти е од интерес. Го идентификуваш, викаш, тука ми е генот. Го изолираш, така го отстрануваш, го клонираш, добиваш многу копии, го инсертираш внатре во клетките, во овој случај во растителни клетки, се експресира и понатаму го регенерираш растението од тие клетки и добиваш генетски трансформирано растение. Значи тоа е општата постапка. Ние ќе разгледаме во детали како оди се тоа. Иако нема да идеме во многу детали, бидејќи сепак ова е култура на растителни ткива, не е генетски инженеринг. И овдека сега имаме методите кои ќе ги разгледаме, кои служат за пренесување на овие гени. Така, например, овдека кога ги имате гените, треба да ги ставите внатре во растителните клетки. Како се изведува тоа, може да биде со помош на бактерии, така, каде што најчести се Agrobacterium tumefaciens и Agrobacterium rhizogenes, или пак со користење на вируси како вектори. Може да се користат и физички методи, преку процес на електропорација, со пушта струја се прават пори во клетките и влегуваат гените, или пак gene gun, каде што самото име ни кажува, едноставно тоа е еден вид пиштол, така, кој ќе служи за бомбардирање со микрочестички кои го носат генот од интерес. Инаку генетските трансформации се вршат врз најчесто култура на протопласти, култура на калуси или пак култура на организирани ткива, така. Значи тоа се изданоци или пак ембриони. Значи треба да имате некакви предзнаења пред да го гледате ова видео. Сега ние не можеме да навлегуваме многу во генетски инженеринг, така што ја ќе зборам за некои работи,
ако немате предзнање, може да ќе ви биде многу потешко. Првично ќе разгледаме како се внесува ДНК користејќи бактерии. Значи, спомнавме дека се користат Agrobacterium tumefaciens и Agrobacterium rhizogenes. Тие имаат еден хромозом, така, кој е голем и не се наоѓа внатре во јадро, и имаат екстра хромозомска ДНК, односно нуклеинска киселина, која е плазмид. Овој плазмид, кај Agrobacterium tumefaciens и rhizogenes, се нарекува T плазмид. Кај другите бактерии е само плазмид. T стои за тумор. Tumor inducing. Во ред, tumor inducing плазмид. Сега, овие плазмиди содржат голем број секвенции, ќе разгледаме што прават, но првично да спомнеме дека има еден регион кој се нарекува ТДН регион. Во ред, во тој ТДН регион може да се исече со рестриктивски ендонуклеази и да се внесе генот од интерес. Во ред, тоа што ќе се добие е нешто слично на ова. Сега, овој плазмид заедно со генот од интерес се користи како вектор, така и се инфицираат всушност растителни клетки, каде што ќе се интегрира овој, нели, плазмид. Од овој плазмид ќе искочи овој ген и тој ген ќе се инкорпорира кај некој од растителните клетки. Гледате дека со жолто кај сум го бележал. Значи ќе влезе и потоа ќе селектираме тие кај што се инкорпорирал и ќе добиеме понатаму, нели, преку култура регенерирани растенија кои ќе бидат генетски трансформирани. Сега малце го разгледаме подетално овој тип плазмид. Значи, он има различни региони, така сегменти. Нас од највеќе интерес ни е овој ТДН регион. Вред. Сега дека десно имам запишано некои општи работи, дека целиот плазмид е 180 до 250 килобази, дека ТДН регионот е 23 до 25 килобази. И границите на ТДН регионот, значи дека right border и left border, така читате, тие се места кои се препознаени од рестрикцијски ендонуклеази. Значи тоа се ензими кои буквално сечат тука. Така, сече тука и тука. И кога ќе сече, овој дел ќе искочи надвор. Така, и кога ќе искочи, ние ќе го ставиме генот од интерес во тоа таму место. Но, да видиме како си функционира кога ние не го користиме, така, за трансформирање, кога тој си е во природно во клетката, што прави. Значи, има региони кои што се одговорни за метаболизмот, односно катаболизмот на опините. Тоа е битно за животот на бактеријата. Добро, ги имаме границите, имаме тука нешто за цитокинин, имаме нешто за опини и така натаму. Сега, гледаме овој регион кој се нарекува вирулентен регион, така, и ние ќе обрежиме вир регион. Во ред. Значи, овој вир регион е всушност изграден од 7 оперони. Сега не можам да објаснам што се оперони, но значи изграден од 7 оперони. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вред. И тие 7 оперони опфаќаат всушност 22 гена. Дека вака ќе бележам 7 оперони. Така, ова е значи за вир регион. И тие 7 оперони опфаќаат 22 гена, 22 вир гена, ќе бележиме, кои прават 22 протеини. Вред, овие протеини учествуваат за пренесување на ТДН. Така, значи, они го пренесуваат ТДН регионот. И ќе видиме зашто тоа е битно. Инаку, овие 7 оперони, вир, кои се наоѓаат во вир регионот, имаат имиња од вир А до вир Г. Така, значи вир А, вир Б, вир С, вир Д, вир Е, вир Ф и вир Г. Така, значи 7 оперони. И да видиме сега, како што спомнав, зашто ова е битно. Да речеме дека овде имаме една растителна клетка. Така, растителната клетка си има јадро, си има генетски материјал. Да речеме дека оваа растителна клетка сме ја оштетиле. Вред, при оштетувањето на растителната клетка се ослободува една супстанца. Така, оваа субстанца се нарекува ацетосирингон. Значи, ацетосирингон. Сега, оваа субстанца всушност ги привлекува бактериите околу растителните клетки. Овдека, значи, околу имаме некои бактерии. Вред, значи, овие се бактерии. И ќе речеме дека овие се агробактериум. Така, таа бактерија. Они се привлечени од страна на ацетосирингон.
Исто така, додека си привлечени, така они ќе дојдат, ќе се залепат, ќе се залепат тука, и со цел стварно да се залепат, они почнуваат да произведуваат бета 1,2 глукан со помош на два гени кои се наречени CHV-A и CHV-B. Значи овие два гени прават бета 1,2 глукан, кој овозможува овие бактерии да останат залепени. Така, ева ќе бележам кој некоја боја дека прават нешто што овозможува тие да останат залепени. Оваа супстанца, ацетосирингон, исто така влие на бактериите на начин што ги стимулира, односно с голема експресија на на одредени вир гени. Така, односно вир гените кои се наоѓаат во овие оперони. Значи ги активира с голема експресија на, ева тука ги бележиме, голема експресија на вир B, C, D, E и F гените. Во ред. И они прават протеини, така овие прават протеини, каде што овие протеини служат за да го препознаат ТДНА регионот и да го исечат. Така, значи, за овие бактериите мора да си ги мислите дека се вака, така, и имаат вакви плазмиди, во ред. И сега плазмидот овдека си го има овој ТДНА регион, од тука до тука, и овие протеини сега ќе го исечат тој ТДНА регион, и сега тој ТДНА регион ќе се откачи. Така, и тоа што се добива е всушност, вака тука ќе во истата бактерија ќе обележиме, се добие откачениот ТДНА регион. Вред. И сега овој ТДНА регион ќе се внесе внатре во растителната клетка. Така, значи овој ТДНА регион сега ќе го внесат внатре во растителната клетка. А има одредени протеини кои вдека му стават како капи на краевите. И тие се заштита од клеточните нуклеази, така со цел да не биде разрушено кога ќе биде внесено. И сега овој ТДНА регион е внесен внатре во растителната клетка. Потребно со краевите заштитени за да не биде оштетен од нуклеази. И на крај оваа ТДНА ќе навлезе внатре во растителното јадро, во растителната ДНА и ќе се инкорпорира внатре во геномот. И сега оваа клетка ќе го има тој ТДНА регион. Така, и најчесто се инкорпорира на таков си начин што прави тумори. И затоа е нели тумор inducing од страна на овие агробактерии. Се надам дека ме разбравте до сега. Нормално ако немате никакви предзнања од генетски инженеринг, ова ќе биде прилично тешко да го разберете, но ако имате некои предзнања, би требало да е прилично едноставно, бидејќи ова се некои општи работи. Да видиме сега што прави оваа ТДНА. Во ред, значи оваа ТДНА содржи гени кои ги бележиме соодветно со броеви од 1 до 7. Всушност има 8 гени, бидејќи имаме 6А и 6Б. Гените 1, 2 и 4 се онкогени. Тоа значи дека тие прават некакви си протеини кои понатаму на некој си начин ќе стимулираат клеточна делба. И сега да видиме како тоа се одвива. Значи гените 1 и 2 всушност кодираат за ензимите триптофан, моноксигеназа и хидролаза, кои учествуваат всушност во синтеза на индол-триоцетна киселина. А индол-триоцетна беше ауксин. Така, значи ова е ауксин, кој стимулира всушност на некој си начин делба. Добро, главно вкоренување на растенијето, но го зголемува метаболизмот на клетките. Додека генот 4 го кодира ензимот изопентилтрансфераза, кој е одговорен за синтеза на цитокининот изопентиладенозин. Вред, значи го добиваме изопентиладенозин и ова е цитокинин. Цитокинин, самото име ни кажува, делба на клетки. И заедно овие три гена всушност зголемуваат клеточна пролиферација. Се појавуваат повеќе клетки, односно имаме тумори. Така, значи тоа се тумори, неконтролирана клеточна делба. Петиот ген е всушност петиот ген врши конверзија на триптофан во индол-3 лактат, кој е всушност компетитивен инхибитор во поврзувањето на индол-3 за рецепторите. Значи индол-3 сака да се врзе за рецептор и да има дадено дејство. Ова вакво изо-индол-3 лактатот се врзува за тој рецептор и всушност е компетитивен инхибитор. Така што он е антагонист
на индутриоцетната киселина, односно спречува нели тоа туморогено дејство, но не е доволно. Други гени, на пример 6B, не се знае што прави, но се смета дека и тој е антагонист на цитокинините, така значи овој беше антагонист на ауксините, овој се смета дека е антагонист на цитокинини, така ќе влезе антагонист. Значи, ама не е сигурно. Другите гени, например, кои не се поврзани со онкогеноста, например генот 3, тој кодира за опини, 6А исто така е поврзан со секреција на опини. Тоа е функцијата, додека функцијата на генот 7 не е позната. И го нема во сите плазмиди. Некои плазмиди всушност го немаат овој ген 7. Не се знае се уште што му е целата функција. Значи тоа беше главно тоа за биолошко внесување нели на гени од интерес. А да видиме сега како се одвива физичкото внесување, физичките методи на внесување. Првото беше електропорација, која е всушност користење на електрична струја, се користи еден лонза систем. И плюс се користи ова полиетен гликол, полиетилен гликолот, кој овие две во комбинација прават на некој начин пори, така значи кога ги се пусти струја се прават како пори, како отвори, не знам како да ги бележам. Само мора да се измисли во 3 димензии дека е ова, така не во 2 димензии или вака ќе бележам со црна боја како да е отворена клетката. Во ред, значи се прават отвори кои траат многу кратко време. Така дуре пуштена струјата, значи тоа многу кратко, така так и готово. И додека се тие пори отворени, овозможува овие плазмиди кои го носат генот од интерес да навлезат внатре во растителната клетка. Ова може да се употреба и за анимални клетки и така. И после се затвараат овие пори повторно. Сега, од кога ова ќе се направи, овие плазмиди треба да го ослободат генот од интерес и тој ген од интерес треба да стигне до јадрото и да се инкорпорира и да се експресира и понатаму се тоа. Но не е ова секогаш успешно и да е успешно некогаш е транзиентно, значи не е долготрајно, не се задржува понатамошни генерации, така што не е многу сигурен метод и не е сосема разбрано како се работи. Знаеме дека работи, функционира, постојано се користи, но како работи не е целосно разјаснето. Сега потребно имате се на ум за тие кои не се запознаени со оваа материја, дека ова не е ништо дека во размер што сум го нацртал, така, значи плазмидиве се како една чичкалица во голема куќа. Така, значи кој игла во голема куќа. Многу се мали наспрема клетката. Иако овдека се направени како големина 1/10 од клетката. Тие се всушност многу мали. Ред, затоа може да влезат низ тие пори. Вториот физички метод е бомбардирање. И што се користи? Се користат такви gene guns, генски пиштоли, каде што буквално се ставаат вакви златни партикули, така значи ова е златна честица, која е обложена со гени од интерес или пак со типлазмидот, каде што типлазмидот го носи генот од интерес. Небитно. И има многу вакви златни честици, тие се многу мали, како прашинки се, не знам, уште помали, тоа е издробено убаво, и на сите нив е залепен овој ген или пак плазмидот. Едноставно го ставаш врз растението, врз некое помеко ткиво, нормално не могу кората да го пукаш, тука има дрво, нема да помине, тоа е мртво ткиво кората. Значи у некое посвежо ткиво и буквално се упукува, бам, така. Сега, дел од гените некои може да ќе влезат, некои не, многу клетки ќе умрат. Значи тоа е каша попара, но битно е некои ќе успеат. Во некој ќе влезе генот и ќе биде успешно. И после ние можеме да ги селектираме тие во кои влегол генот, па да ги искористиме понатаму. Ама може многу работи да се прават. Значи ова се користи и кај животни се користи. Значи ова може на крава се става златни партикули у кравата. Бам, и кравата сега го има тој ген. Али повторно овие се транзиентни, не мора да чека се трајни. Сега ако се работи со растенија може да се селектираат клетките од тоа да се направи цело растенија. Но кај животни не се практикува толку многу со генски пиштоли. Повторно ова е многу позната материја за генски инженеринг, но ако не сте се сретнале со тоа, би било прилично конфузно сега ова што го зборам. Ајде сега да видиме како се добива рекомбинантен тип плазмид и како е тој изграден. Вред, значи првично овде имаме еден тип плазмид. Значи тип плазмид кој го има овој ТДН регион. Така, синиве места на ТДН регионот се местата каде што ќе делуваат рестрикцијски ендонуклеази. Така, значи врз овие места делуваат рестрикцијски
ендонуклеази. Тоа се ензими кои се налик ножици, ензими кои функционално се како ножици и ја сечат ДНК. Во ред? И тој фрагмент ќе се замине, така што е индицирано дека со стрелка, значи тој се заминува и ќе се инкорпорира, односно ќе се интегрира ДНК фрагмент, така ДНК фрагмент, ДНК секвенца која ни е од интерес. Во ред? Кога ќе се интегрира, ќе го добиеме всушност ова, а ова е всушност рекомбинантниот, така рекомбинантен T плазмид. И сега овој ќе го инкорпорираме, можеме да го инкорпорираме првично во бактерии, со цел да го умножиме, така ќе оставиме внатре у бактерии. Треба да ги селектираме тие бактерии кои успешно се внел во нив и каде што се експресира. Ќе ги умножиме бактериите, ќе добиеме многу сега од, така повторно тука се враќаме, само сега имаме пута, не знам, 1 милион пати, така, значи имаме 1 милион вакви вектори, и сега од кога тоа ќе направиме, сега можеме да ги внесеме во растенија. И повторно и тука треба да има процес на селекција. Сега, како ја вршиме таа селекција, односно што се има во овој ДНК фрагмент? Во ДНК фрагментот имаме различни делови, го имаме генот од интерес. Така, например, овој ген кој прави некој си протеин кој нас не е интересен. Мислам да прави некој си протеин кој е ензим за одреден метаболички пат. Што и да е, не е битно. И имаме генски маркери. Има два вида на генски маркери. Има селективен маркер ген и ген репортер. Во ред, селективниот маркер ген е тој кој се користи со цел да се селектираат кога се умножува векторов. Или векторов пред го ставаме во бактерии, тој се умножува кај бактериите. Мислам, правиме многу бактерии, па го изолираме пак од бактериите, па после го ставаме во растенија. Во ред, кога го ставаме во бактерии, мораме да знаеме во кој бактерии влегол, бидејќи нормално дека замислите се дека има илјадници бактерии, така? Во некој влегол, во некој не влегол, во некој се експресира, во некој не. Мораме да ги избереме тие во кои се експресира и влегол. Затоа користиме вакви генски маркери. И тука се користат селективните маркер гени, така? Односно, тие најчесто се некои генови кои даваат резистентност кон даден антибиотик. Сега, например, ти овдека имаш 1000 бактерии, така? 1000 бактерии, и сега ти си го внел овој вектор, и сега ги третираш овие 1000 бактерии со, не знам, тетрациклин. Вред, тие кои што го внеле овој вектор, го содржат и тој ген за резистентност кон тетрациклин. Вред, значи тоа е тетрациклин резистентност ген. Тие бактерии ќе преживеат. Вред, бидејќи успешно го внеле векторот кој дава резистентност кон овој антибиотик. Така што, на пример, овие бактерии со виолетова боја што ќе закружам преживеале. Сите овие други умреле. Вред, тоа значи дека овие бактерии кои преживеале го содржат овој вектор. И сега тие бактерии можеме да ги изолираме и да ги умножиме на нова подлога. И така натаму. Значи, не навлегувам многу детали, бидејќи сепак треба да имате предзнаење од други предмети за ова убаво да го разберете. Значи, тоа прави селективниот маркер ген. Сега, имаме вакви ген репортер, кои што ги има повеќе, значи GUS, CAD, GFP и така, значи има други, кои што најчесто кодира така активност на некој ензим и при некоја експресија се формира производ кој може да се идентификува и квантифицира со многу чести, со некои општи методи. Така што ако, например, добиеш клетки кои прават одреден продукт, тоа значи дека се внело ова. Слично како селективниот маркер ген, например, вака. Овој ген, например, прави некој протеин, кај што тој протеин активира одреден ензим, кај што тој ензим прави некое соединение X. Вред. И ти сега гледаш, ако клетката има X соединение, тоа значи дека го има овој ген, бидејќи другачие не би можело да го има во толку голема количина или како и да е. Значи, на тој начин можеш да селектираш кои клетки успешно го внеле овој рекомбинантен плазмид. Вред. Океј. Сега. Овој плазмид, овој ген репортер, можеме да го вметнеме на некој си ваков начин, односно генот од интерес, да го вметнеме измеѓу генот репортер. Сега, зошто ова би го направиле? Бидејќи ова вдека е промоторот. Океј. Така што, промоторот, секој пат кога ќе се транскрибира ова, така, ќе се транскрибира по транслација, секој пат кога ќе се направи транскрипт и транслација, колку се прави од генот репортер,
Така, од ова соединение или што го разгледавме, повторно се прави портокалово, се прави зелено, така, па се прави некој си соединение X. Во ред. Колку се прави од X, толку ќе се прави и од виолетово. Така да речеме дека Y. Да речеме дека виолетовото е многу тешко да се примети. Така. Но, бидејќи и двата гена се со истиот промотор, во тој случај, колку имаме од X, толку имаме и од Y. Така што индиректно можеме да знаеме. Во ред. И ова исто се користи. Иначе не спомнав дека селективниот маркер ген може да биде за резистентност кон антибиотици или за резистентност кон хербициди. Така што ти, на пример, добиеш сега многу растенија, така? Например, го правиш овој метод, го внесуваш овој плазмид, дали овдека во растителни клетки, гледа дека бележам тука. Внесуваш и сега од сите овие растителни клетки ти добиваш, не знам, 100 растенија. Така добиваш 100 растенија. Едно растение, така, уште едно растение и така. Вред, значи добиваш 100 растенија. Сега, тие кои го внеле овој вектор, така, ќе бидат резистентни кон хербицидов. Вред, така што сега ти врз сите овие ќе го ставиш тој хербицид и тие кои не го внеле ќе умрат. Така, бидејќи немаат отпорност кон хербицидот. Само тие кои го внеле нема да умрат и така знаеш кои успешно биле кои се успешни трансгени растенија. Значи, тие селективни генски маркери мора да се користат. Иначе, ништо не правиме без нив. Може некојаш да се примети ако нешто е ептено очигледно од генов од интерес, така например Y соединение, ако е некој си ептено очигледно соединение кој влија врз одреден метаболички пат, може да се примети без гени маркери, но најчесто мора да се имаат и гени маркери. Повторно, многу би било добро ако имате предзнаење од генетски инженеринг, биотехнологија и така натаму, со цел да сватите што зборам сега, бидејќи зборам убрзано. Не можам да ги објаснам сите овие работи во детали, бидејќи видеото ќе биде 2 сата или повеќе. Ајде сега да видиме како се добиваат трансформирани бактериски клетки. Повторно нема да одам во големи детали, но битно е само да добиете суштината на како се одвива овој процес. Во ред, бидејќи за големи детали треба цел серијал на видеа, така, генетски инженеринг. И да видиме. Значи имаме бактерии, агробактериум, кои што имаат овој црвениот е тип плазмидот. Добро го изолираме, така ги убиваме бактериите, центрифугираме и изолираме сега многу тип плазмиди. Во ред ги имаме во сад. Така ги чуваме во сад, во одредена суспензија. Океј. Имаме одредено растение кое што има интересен ген, нас кој ни е од интерес, и го имаме идентификувано. Знаеме кој е генот, така, и сега сакаме да го изолираме. Во ред. Значи, тој е, например, ген кој дава црвена боја на цветот. Нема врска. Сега, го имаме генот, ово е тој, добро, треба да избереме одредени рестриктивски ендонуклеази, кои ќе го исечат, така, значи го сечат тука и тука, во ред. Исто, со истата рестриктивска ендонуклеаза се сечи и плазмидот. Во ред, значи се сече тука и тука. Сега не може ти се да сечеш за себе, бидејќи нема нема вакви рестриктивски позиции за сите рестриктивски ендонуклеази, така што не можеш се да правиш како сакаш, но главно може. И сега се добиваат следниве работи, значи се добива генот кој ни е од интерес и на краевите има лепливи краеви или кохезивни, едноставно има крај од ДНК кој штрчи, кој е комплементарен со крајот кој ќе се добие од плазмидот, бидејќи ги сечавме со истиот ензим. Се добиваат едни краеви кои ќе се анилираат, така кои се комплементарни. Во ред. Исто така можеме да сечеме со на една рестриктивска позиција или на две, нема врска, ќе се добие прилично истото. И потоа можеме ги ставаме заедно овие во раствор, така овој ген кој ни беше од интерес заедно со отворениот тип плазмид, така се отвара тој. Станува линеаризиран, иако ја дека го цртам пак ко сфера за да сватите од кај потекнува. Добро, и сега се мешаат и тоа што ќе се добие следново, така ќе се инкорпорира генот во ред. Но интересно е дека нема во сите да се инкорпорира. Така, например, во ова дека што сум го нацртал не е инкорпорирано. Океј, сега оваа смеса од тип плазмиди ја мешаме повторно со бактерии. Во ред, овие бактерии си го имаат својот тип плазмид, но ово е малце видоизменет. Нормално ово е дека ген му имаме ставено и други фрагменти, тие гените за селекција и така натаму. Добро, и сега ги мешаме. И сега се добива повторно смеса од бактерии, каде што некои го внеле, така,
модифицираниот, односно рекомбинатниот типлазмид. Некој го внеле типлазмидот кој не е изменет, така например овој, така овој го внеле, а некои бактерии воопшто не ни внеле типлазмид. Сега, ние треба да направиме селекција, да видиме кој го внеле плазмидот и кој го внеле така успешниот плазмид. Така, бидејќи например оваа внела плазмид, али тој не е рекомбиниран. Тој е обичен тип плазмид. Она внела ваков тип плазмид. Вред, значи тој не е рекомбиниран. Джаве го внела. Немаме потреба од нејзе. Сега значи треба да селектираме тие кои го направиле ова. Ајде сега да видиме како оди селекцијата на трансформирани клетки. Значи или ќе се базира на селективниот маркер ген или ќе се базира на генот репортер. Ако се базира на селективниот маркер ген, во тој случај оваа подлога на пример ќе биде целата со некој си антибиотик, нема врска, каде што тие клетки кои се трансформирани, односно го содржат плазмидот, така тип плазмидот кој го има генот од интерес и плюс има гени кои даваат резистентност кон антибиотици, ќе преживеат, додека тие кои го немаат ќе умрат. Така, ова на пример има плазмид, али нема ген за резистентност, така што ќе изумре, овие ќе изумрат. И овие ќе останат и после нив ќе иземеш, ќе ставиш на нова подлога и ќе ти израснат нови колонии и после од нив ќе добиеш многу. Друг начин е преку ген репортер, односно се користи една техника каде што се прави еден ензим кој разложува одредени соединенија и дава синообојување. Поред, сега, тие бактерии кои го имаат генот од интерес, така, односно го содржи рекомбинираниот типлазмид и исто го содржи генот репортер. Например, тука има еден ензим кој се рекува бета-глукуронидаза, која разложува надврешни гликозидни врски на соединението која е во подлогата X-gal, така и се добива едно сино обојување. Така што тие колонии кои го содржат плазмидот, плазмидот кој го содржи генот од интерес, кој го содржи генот репортер, ќе бидат вакви сини. Вред, гледам дека некои се вакви сини, некои се бели. Тие кои се бели не ни требаат, тие кои се сини не требаат. И сега например ова дека убаво сино, така, и се зима, се гребнува од него, така се гребнува делче, и тоа делче сега се става на нова подлога и понатаму целата култура ќе биде од тие трансформираните. Значи, тоа е еден метод за селекција. Постојат и други и така натаму. Значи, за сите овие работи кои говориме, постојат многу начини на кои може да се направат. Ние разгледуваме само некои кои најчесто се користат. Во ред, сега имаме оваа култура на бактериски клетки кои го содржат рекомбинираниот тип плазмид и сега како ќе добиеме трансформирани растителни клетки. Значи имаме тука еден примерен растителен експлантант кој има повреда, така, значи овдека е повредено, значи имаме повредени растителни клетки. Повредените растителни клетки го излучува соединението ацетосирингон. Во ред. Но, ние исто така додаваме екстра, така раствор на ацетосирингон со цел да зголеме вирулентноста на овие бактерии. Така видовте уште претходно нели во видеото кај беше тоа. Ево, најдам сега. Еве. Ацетосирингон ги привлекуваше бактериите, ги лепеше, така. И понатаму тие ослободуваат ТДН. Па овдека исто се случува, само што ние исто така можеме да го додадеме со цел да ја зголеме вирулентноста. И сега овие бактерии така ќе се налепат тука, ќе забележам, и ќе го внесат овој генски сегмент, така, односно ДНА сегмент, кој го содржи генот од интерес. Така, значи го внесуваат во околните клетки, во околните растителни клетки. И оваа вака инкубација трае околу 2 до 4 дена. Така, значи 2 до 4 дена ова вака трае. И сега кога ќе поминат тие 2 до 4 дена, веќе имаш доволно клетки кои се трансформирани и веќе не сакаш бактериите да се тука. Значи после 2 до 4 дена третираш со антибиотик. Сега, користиш антибиотик на кои не се резистентни овие бактерии. Веќе нели претходно ги селектиравме со резистентност на антибиотик. Па например тука ако се резистентни на тетрациклин, така, ти ќе користиш, не знам, стрептомицин. Така, значи ќе користиш друг антибиотик со цел да ги отстраниш бактериите. Нормално не треба да претераме со антибиотици, зашто антибиотиците може да го уништат и растенијето. Така да треба да се запази колку е концентрацијата, но тоа зависи од експлантантот, зависи која бактерија, зависи која резистентност, кој антибиотик се користи и така натаму. Добро, и сега кога ги имаме овие некои си растителни клетки кои се трансформирани, така например овие овдека,
Сега ќе ги изолираме, ќе направиме, сега тие ќе изолираме и сега дел од нив се трансформирани, дел не се трансформирани. Значи повторно треба да направиме процес на селекција, каде што ќе најдеме тие кои го внеле генот, така односно DNA сегментот, кој што содржи различни гени, вклучува кој генот за интерес, и тие кои не го внеле. Така. И селекцијата се прави слично како што се правеше таа со бактериите. Само што наместо антибиотик може да се користи хербицид. Иако може да се користи антибиотик, бидејќи антибиотикот може да ги уништи и растителните клетки ако е во голема концентрација, бидејќи сепак тоа е хемиско соединение. Може да се користи и ген репортер кој прави одредено соединение кое под UV светлина флуоресцира, така што може да се користи UV светлина. Така, значи ќе биде таква со сина боја под UV светлина, бидејќи дава одреден продукт. Значи постојат различни ген репортери кои што може да ни дадат назнака кои растителни клетки се успешно трансформирани. Сега, кога ќе најдеме тие кои успешно се трансформирани, треба да ги регенерираме трансформираните растенија. Односно, од трансформираните растителни клетки треба да регенерираме растение. Сега, како можеме да регенерираме растенија? Можеме преку два метода, преку соматска ембриогенеза или органогенеза. Ако користиме соматска ембриогенеза, во тој случај, да, можеме од нелиотени клетки кои имаат способност на тодипатентност да регенерираме цело растение. Но не можеме секогаш. Значи, некогаш кога ги трансформираш клетките на овој начин, или им вметнуваш нов ген, ја губат способноста за тодипатентност, односно не може да регенерира цело растение. Едноставно ќе добиеш само некој си трансформиран нерегенеративен калус, што нема многу голема улога, тебе ти треба растението. Така што, иако може да се користи, не може секогаш, зависи од растение до растение, зависи како си го трансформирал, од многу работи зависи. Другиот метод е користење на процес на органогенеза, така, односно од експлантантот, каде што нема вршиш процес на селекција, или кој што вршевме претходно да добиеш селекција за знаеш кои се трансформирани, него взимаш парче од ткивото, така каде што била повредата и сметаш дека најголем дел се трансформирани и дека ќе добиеш регенерирано растение кое ќе биде трансгено. Значи преку органогенеза. Сега да ги изголемиш шансите, сметаш дека тие кои најбрзо се делат, односно меристемски клетки, имаат најголема шанса дека се трансгени. И за да зголемиш и површината која ќе опфати агробактериум, обично експлантатите се сечат лонгитудинално, барем тие кои имаат некаква си лонгитудинална полуга оска, например некои зданоци, така како е ваха, ти ќе сакаш за поголема површина, вака ќе го исечеш. Вред, значи нема да го сечеш ти вака, бидејќи ќе добиеш мала површина. Вака ќе го исечеш по целата должина, лонгитудинално, и ќе добиеш поголема површина на која може да действува агробактериум и имаш повеќе трансформирани клетки од кои можеш да регенерираш цели растенија. Дури многу често можеш да добиеш химерни растенија, например, ќе го пресечеш, така и добиваш сега нешто вакво, така, ќе го добиеш. И сега, например, да речеме дека само овие што ќе бележам со зелено, например, се трансформирале. Вред, дека овие другите не се трансформирале. И ти сега земеш парче од ова, така и индуцираш органогенеза и добро ќе добиеш нешто. И сега од тоа цело растение ќе добиеш, али поентата е пола растение може да ти биде трансформирано, пола не. Ќе ти биде како химерно, например, левата страна од растението ќе ти биде како со трансформирани клетки, односно трансгено, десната страна од растението нема да ти биде. Например, овој лист ќе биде вахов. Сега нормално кога шематизирам и го правам поинтересно, али стварно можеш да добиеш химерни растенија. И сега ако сакаме оваа генетска трансформација да биде стабилна и во наредните генерации, треба да се трансформираат клетките кои учествуваат во формирање на половите клетки, така мегаспорите, односно микроспорите. Значи треба не да трансформираш листови, односно не да земаш ти листови како експлантанти или ноди, него да земаш нели прашници или точник, така што овие воведените гени кои си ги внел нели со ТДН ќе се пренесат во F1 генерацијата. Така и ќе добиеш генетска трансформација која стабилно ќе се одржува низ генерациите. И ако може полово да се
да се одржува преку полово размножување. Во тој случај овие растенија ги нарекуваме трансгени растенија, бидејќи може да се одржува трансформацијата на долги стази. И на крај се потикнува прашањето зошто го правиме се ова, така зошто воопшто да добиеме генетски трансформирани растенија. Може да дадат поголем принос, така бидејќи може да бидат отпорни на одредено заболување или ќе бидат отпорни на хербициди, така што може да се прскаат другите растенија, они нема да умираат. Имаат подобар квалитет, например, сакаш по-црвен патлиџан или не знам, нешто друго, да биде поголемо растенијата, така да биде поголема кајсијата или слично. Да бидат отпорни на хербициди, добро го спомнав. Тоа со хербицидите е многу интересно како работи. Например, го правиш растенијата отпорно на хербицид, така прскаш со хербицид, умираат тоа корови растенија, така пир нешто така, а растенијето од интерес не умира, бидејќи е отпорно на хербицид. Така, може да го направиш отпорно на пестицид, да прскаш и умираат на различни штетници. И така, можеш да го направиш отпорно на еколошки стресови. Така, например, можеш да го направиш некој растение да биде отпорно на висока температура и да го засадиш у Сахара, у пустина. Тоа се прави преку да има повеќе трехалоза која го прави отпорно на воден стрес и така натаму, но значи може на различни еколошки стресови да биде отпорно на тешки метали, на висока влажност на воздухот, на ниска влажност на воздухот и може да биде отпорно на најразлични вируси, на отпорно на бактерии, например отпорност на вируси на папаја рингспот вирусот. Папаја се не знам каде беше, некаде во не знам, Северна или Средна Америка, некаде таму, или пак Јужна беше, не е битно. Имаат плантажи каде што се гледало само папаја. Има вирус кој ја утепува. И направат папаја која е отпорна на рингспот вирусот и сега имаш папаја. Иначе ќе беше многу скапа. И тие луѓе таму кои живеат со плантажи на папаја, едноставно нема да можеат ништо да продаваат. И у последно време нешто што е модерно е да добиваме вакво растенија кои служат како вакцини. Значи буквално да јадеш банана и всушност се вакцинираш. Значи на многу интересен начин може да ти го подобрат имунитетот, бидејќи ќе носат одредени протеини кои се сретнуваат во патогени организми, така што твојот имун систем ќе ги препознае, така што стекнаш имунитет и така натаму и така натаму. Значи за сите овие работи има многу да се збори, така бидејќи имаат многу примени, има контраверзии, зошто, како што. Едноставно ние овдека поминавме некои многу општи работи, колку да имате генерална слика како се ова функционира, така. Во ред, тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео.